Добро вечер, јас сум Васко Ефтов, во емисијата во Централна АЛСАТМ телевизија. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 до 55 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Тема на нашата вечерашна емисија ќе биде како Зоран Заев беше избран за лидер на СДСМ на Конгресот минатата недела и што македонската јавност може да очекува од него на лидерската позиција на македонската опозиција. Зошто Зоран Заев стана лидер на СДСМ? Бидејќи тоа го сакаше, го посакуваше и на тоа работеше Бранко Црвенковски, кој направи се Зоран Заев да биде избран за лидер на СДСМ на Конгресот минатата недела. Всушност, целата операција, почитувани гледачи, одеше во неколку фази. Кај Бранко Црвенковски работите никош не се случуваат случајно. Тој многу внимателно ги одбира своите противници и своите наследници. Зоран Заев прво беше одбран као конкуренција внатре во партијата, а подосна беше проектиран као наследник на Бранко Црвенковски. Или Зоран Заев всушност се играше улогата во овие изминати 4 или 5 години, но улогата која во првите 8 години од мандатот на Црвенковски во рамки на СДСМ играше Тито Петковски. Погледнете таа политичка траекторија, почитувани гледачи. Ако вие 2008 година го аболирате Зоран Заев, ако во наредните 4 или 5 години ги толерирате сите негови политички гафови, несмасности или политички некоректности и 2013 година го избирате за свој наследник, ако 2006 година ја носите Радмила Шекеринска на чело на СДСМ, на Конгрес поразувајќи го Владо Бучковски, ако 2008 година именувате Радмила Шекеринска од челната функција во СДСМ после најтешкиот пораз на парламентарни избори во историјата на СДСМ, ако 2009 година таа иста Радмила Шекеринска ја враќате од Демос во СДСМ, а 2011 година правите кандидат на СДСМ за премиер на државата и во 2013 година овие две личности ги носите на чело на СДСМ, тогаш мора да имате некоја стратегија. Ако таа игра во меѓувреме вие го елиминирате Владо Бучковски, кој цело време сте го сметале за најсилен во таа тројка Радмила Шекеринска, Зоран Заев, Владо Бучковски, односно не го ставате на пратеничките листи 2011 година, тогаш вие Владо Бучковски го претварате во свој најсилен политички противник или човек кој ќе плюка по Бранко Црвенковски и по СДСМ и на тој начин ќе биде елиминиран од крупните партиски разврски. Ако така се постават работите, ако останат само Бајден и Обама или Шекеринска и Заев, а елиминиран од високата политика Владо Бучковски, тогаш Црвенковски успел во изминатите 2 години на таблата да ги постави фигурите така како што тој сака. Да заклучам, мојата теза е дека стратегијата на Бранко Црвенковски цело време била да го направи Зоран Заев свој политички наследник. Зошто? Бидејќи секогаш Црвенковски, тој трилинг на Шекеринска, на Заев и на Бучковски, го сметаше Зоран Заев за најлесен политички противник. Од тие причини Владо Бучковски беше елиминиран од големата политичка игра, а ќе видите подоцна во моето објаснување како беше елиминирана на Конгрес и Радмила Шекеринска. Госпоѓа Ристова, Бранко ја зема ладата како символ на отпорот, Заев, после 4 дена од изборот, отиде на кафе со Никола Груевски. Тој веќе една драматична пресвртница помене во политиката на СДСМ. Јас мислам дека сега не глупаво е да кажам уште во почеток на мандатот, нели треба да му се даде еден период, меѓутоа првичниот символичен гест е нешто што мене не ми се допаѓа. Пиењето кафе или чај со новиот лидер на опозицијата е нормална работа во демократии кои што се стабилни, каде што има ферплей, каде што се почитуваат правилата. А Македонија во моментот е се спротивно од тоа. И сега излегува дека се легитимира сето тоа и дека сето тоа мавање на пратениците направено отпорот дека се анулира. Мислам, луѓето реално страдаат. Прво одите кај некој што ви ги истепа пратениците. 2 месеци тие луѓе шетаа по скопските и по македонските улици. Излага на дожд и на снег. Излага и протестира и пред седиштето на ВМРО-ДПМН, излага и протестира и пред Министерството за внатрешни работи. И некои трпат сериозни последици излага сега и пред владата, некои трпат и сериозни последици. Изборите помина и беа фалсификувани така како што беа фалсификувани. Вие се одеднаш велите тоа не е заслуга на Никола Груевски или на некој начин го перете Никола Груевски и велите дека всушност виновен за тој недиалог и за една таква конфронтација во општеството е претходното раководство на СДСМ или Бранко Црвенковски. Ја тоа така го читам. Па мислам дека за жал и се плашам дека за жал така ќе го прочитаат повеќето граѓани на земјата и затоа мислам дека овој чекор е погрешен. Можеби ќе отидеше лидерот на опозицијата на чај или на кафе кај
кај председателот на владата само ако се разреши целата таа работа со 24 декември и само ако се исполнат сите оние услови кои што претходно се беа поставени од страна на отпорот. Се другото е само легитимирање на ова укинување на Уставот на Република Македонија без формално да биде укинат. Бидејќи ова е прв лидер на СДСМ кој по 7 години влага во владиниот кабинет. Значи и Радмила Шекеринска беше лидер, нели, од 2006 до 2008 година, и Зоран Заев беше ВД лидер од 2008 до 2009 година, и Бранко Црненковски се враќа 2009 година на чело на СДСМ. Никола Груевски на ниту еден од нив досега не му честиташе и ниту еден од нив досега не го имаше покането во владиниот кабинет. И тоа остава мал сомнеш на самиот почеток, дали можеби власта сега сака да си добие опозиција по своја мерка. Јас сигурна сум дека сака да се добие опозиција по своја мерка, меѓутоа во конкретнава ситуација повеќе е да сака да добие опозиција кој што ќе ја испере и ќе ја релативизира и банализира и маргинализира целата таа ситуација што беше со 24 декември. Вие сте 20 години во политиката, можеби сега не сте активно, но меѓутоа сте човек кој е 20 години присутен на македонската политичка сцена. Сте обавувале во еден исти период и функција пратеник и функција професор на правен факултет и знаете колку е тешко да може да се менаџират тие две функции. Можно ли е пола недела вие да редите бекатон плочки во Струмица, пола недела сте лидер на партија како што е СДСМ и од таа позиција да го рушите Никола Груевски, кој реално е во полна политичка, ајде да речеме режимско политичка кондиција? Јас прво не сум била во исто време, бев во мирување, меѓутоа, например, терав испити, тези и така натаму, и навистина е ѓаволски тешко тоа да се прави. Може би со добра организација и може да се постигне. Јас верувам во совесноста и професионалноста на професионалната посветеност на Зоран Заев, така да во однос на ова би одговорила дека е тешко, меѓутоа да видиме, да му дадеме шанса, можеби ќе постигне. Само 5 дена на таа функција, значи може да се остави простор да се види. Да, и ако ќе биде ѓаволски тешко, мислам дури поверојатно е да се искомбинира на тоа кога партијата би била во една консолидирана ситуација, во една нормална демократска атмосфера во државата, тоа не е толку страшно. Мислам, имате работа со режим. Точно, и затоа ќе биде многу тешко тоа да се постигне, но ајде да не бидеме неверници во почеток. Знаете што мене малку ми боде очи, морам да признам. 4 кандидати имаше да бидат кандидати на лидер или председател на СДСМ. Значи 4 кандидати постоја до откажувањето на Игор Ивановски Шема. 4 луѓе беа во комбинација да бидат председател на СДСМ, тоа беше Игор Ивановски Шема, беше Зоран Заев, беше Кирил Умов и беше Зоран Јовановски. Тројца од нив не се членови на Централниот одбор. А Централниот одбор е базата од која се црпат кандидатите да бидат на раководни функции во новиот состав на СДСМ. Значи, тројца од кандидатите, од 4 кандидати за лидер на СДСМ, нема да бидат дел од новото раководство. Може ли тука да говориме за некое единство во партијата, бидејќи ако тројца од 4 кандидати нема да бидат во новото раководство, тоа веќе покажува дека целата власт ќе биде сконцентрирана во рацете само на една струја која победи на Конгресот. Па јас мислам дека е тоа барем од надвор. Сега знаете ние како политички аналитичари новина разговараме, да сум свесна дека некојаш работите поинаку, изгледаат од внатре поинаку од надвор, значи со сијато и ризик ќе констатирам дека тоа не е баш мудро решение и добра математика и не заради единството само, туку и ради континуитетот во партијата. Значи не знам зошто СДСМ е под таков притисок на да се прави постојано дисконтинуитет, а тоа ја води партијата само надолу. И тоа прави лузни, знаете. Се замина Бучковски, останаа лузни, се замина Шекеринска, останаа лузни. Па Зоран Заев, нели, аболирањето и тоа си остана лузни. Па дојде Бранко Црненковски, па излегува неколку структури пак од партијата, остана лузни. Значи постојано 7, 8, 9 години во СДСМ како се менуваат гарнитурите, така остануваат одредени лузни на партиското тело. Како да не може да биде на некој начин амалгирано целото тоа партиско тело за да може да биде единствено, сега е поприлично раскарано. Значи Заев добива реално поприлично раскарана партија, а првите чекори не асоцира дека може да дојде одредено единство по тоа прашање. Така е, и затоа кажав дека тоа е лоша математика. Се правеа некои споредбени анализи во смисла дека и во други партии, често особено вака во опозиција, и пак ќе додадам во случај дури на демократска нормална атмосфера и амбиент, меѓутоа она што не го гледате дека овој другиот дел за кој што зборувате секогаш има и континуитет. Значи може да се менуваат луѓето кои што ќе ги направите првото лице на партијата, меѓутоа составот на партијата не доживува толку драстичен
реинженеринг за да го рушите ткивото на партијата. И Заев мислам дека ќе мора да направи нешто во тој дел да не си озаминат сите овие луѓе. Јас сега сум изненаден од фактот дека не се влизени во Централниот одбор. Искрено него не видов листата. Знаете, ниту еден од најблиските соработници на Црвенковски не се влезени. Јас мислам намерно и свесно, бидејќи знаете, листите за Централниот одбор ги предлага старите општински раководства. Нели поменува на нивни комисии. Кој сакаш од луѓето на Бранко Црвенковски можеше да биде номиниран и предложен, и ако тројцата кандидати или четворицата за лидер на СДСМ со координација на Црвенковски го правеа новиот Централен одбор, може било кој од луѓето на Бранко најблиски да бидат членови на Централен. Ни Наташа Сава, ни Горан Минчев, ни Игор Ивановски, ни самиот Бранко Црвенковски не се членови на Централниот одбор. Тоа можеби нешто значи. За поранишниот председател Бранко Црвенковски разбирам дека не е, затоа што плюс тоа има и позиција од која што може натаму да и учествува политички, меѓутоа и да делува за нашата политичка опција, односно за Социјалдемократскиот сојуз, но во однос на другите мислам дека тоа откажување од доста искуство и квалитет. Свесно, бидејќи нели во времето на Радмила велја најблиските луѓе на Бранко се намерно ставени да ја кочат Радмила Шекеринска. Сега намерно најблиските луѓе на Бранко по команда не се ставени. Значи некој им рекол да не влагат во тој Централен одбор, можеме да претпоставиме кој им рекол. Има една добра поговора како што мислам важи политиката, никогаш не ги палите старите мостови. Знаете, господи Ристева, ја и вие сме од Скопје, знаеме дека пресврат на политичката сцена не е можно ако не се направи пресврат во Скопје. Сега се плашам, знаете, ја немам некои предрасуди кон луѓе од натрешноста на Македонија, напротив, значи најголемите мои пријатели, па и мојата сопруга, значи од натрешност, се немам таа предрасуда, значи во тој дел. Но знаете, за да се направи пресврт на политичката сцена, вие мора да го добиете Скопје. СДСМ и сега му беше тешко да го добие Скопје. Сега ќе му биде ѓаволски тешко, бидејќи прво Скопје ќе има скепса кон Зоран Заев, тоа е прво. Второ, Стефчо Екимовски прави партија во Скопје. Значи Андреј Жерновски од ЛДП е новата звезда во Скопје, и тука ќе направи Владо Бучковски. Значи Скопје како да е оставено на тацна на други политички структури. Па добро, јас мислам дека тоа не мора баш така да биде. Лошо е тоа што се создаваат тие тензии. Мислам дека ги има во сите партии, знам дека ги има и во СДСМ и ги онели луѓето од надвор и луѓето од Скопје. Меѓутоа и едните и другите треба да сватат дека тоа е систем на врзани сатови. Гледате, и Турција сега немирите се во Истанбул, не се во Бурса. Во Грција немирите беа во Атина, не беа во Јанина, се знаете. Затоа пресвртот се прави во главните градови. Со тоа што тоа може да се бајпасира на тој начин што во Скопје ќе се делува повеќе врз основа на политики, значи проекти и медиумски, а додека во другите градови е побитен оној теренскиот пристап. И шпекулациите се дека генерален секретар ќе биде Оливер Спасовски од Куманово. Значи првиот човек и вториот човек ќе бидат надвор од Скопје. Тоа тешко може да биде примено од скопското јавно мислење, знаете. Кој може би вака, кој може би онака, стварно може би 300 луѓе се собирале на Бела Чао на рекорд, нели? Тоа ќе биде реакцијата на луѓето од натрешноста, во Прилеп се собирале 6000 луѓе, во Струмица се собирале 3000 луѓе, но сепак за да ја свртите Македонија мора Скопје. Тоа се покажа Центар, да тоа беше најсладка победата во општина Центар, бидејќи тука се направи некој пресврт. Па најверојатно од кадровски експерт се смета дека Радмила ќе биде таа која што ќе го покрива Скопје. На конгресот во неделата Зоран Заев победил со апсолутно мнозинство, со некаде освоени 390 гласови, од некаде 560 до 600 присутни на конгресот. Сите луѓе на Бранко Црвенковски беа натерани да гласа за Зоран Заев да има на таква убедлива политичка победа на конгресот во неделата. Зошто? Ако Зоран Заев победеше со мала разлика во вториот круг на гласање на конгресот во неделата, тогаш ќе беше многу слаба неговата политичка позиција во однос на Радмила Шекеринска. Ако Заев победеше со тесна разлика, тогаш Радмила Шекеринска де факто ќе водеше партијата. Заев ќе редеше бекатон плочки во Струмица, а во Скопје Радмила Шекеринска ќе беше главна и де факто ќе го водеше СДСМ. Тоа не сакаше да го дозволи Бранко Црвенковски.
од сите луѓе на Бранко Црвенковски кои беа натерани да гласат за Зоран Заев, тоа последен или таа игра последен разбира Игор Ивановски шема и од тие причини, бидејќи сваќа дека целата ситуација на терен е наместена за апсолутна победа на Зоран Заев на Конгресот, еден ден пред Конгресот во саботата Игор Ивановски шема, без да биде уценуван или без да биде притискан од никој, се откажува својата номинација за иден председател на СДСМ. Со таква силна политичка победа како што имаше Зоран Заев на Конгресот на 2 јуни, тој денес нема да биде многу политички расположен да организира нов конгрес, да го смени статусот на СДСМ и за 30 дена од неговиот избор да избере Радмила Шекеринска за негов заменик или Радмила Шекеринска да биде избрана на конгрес како заменик на Зоран Заев и безмалку да има на иста политичка тежина како што има политичка тежина Зоран Заев. На тој начин е политички ослабена позицијата на Радмила Шекеринска, безмалку таа да има многу мала употребна вредност за Зоран Заев, бидејќи ваква каква што е сега Радмила Шекеринска со ослабена политичка позиција, безмалку нема да има сила да го контролира Скопје, односно тоа што најмногу му треба на Зоран Заев. На тој начин Скопје ќе биде оставено во рацете на Жерновски, на Стефче Екимовски, на Владо Бучковски, а Зоран Заев веројатно ќе има голем политички проблем како од Струмица да ја води партијата и да го има под контрола Скопје, бидејќи ниту еден политички пресврт во Македонија или на Балканот не се има случено, ако пред тоа да не се случи во главниот град на државата. Заев победи со некаде 390 гласови на Конгресот, значи победи со повеќе од половината делегати, од вкупниот број на делегати, од тие што беа присутни победи со безмалку 2/3. Значи една убедлива победа на Зоран Заев. И тоа всушност ја прави многу послаба позицијата на Радмила Шекеринска во тој двоец, како што тие го нарекува Обама-Бајден. Бидејќи ако Заев победеше тралјаво, ако победеше слабо, ако победеше со одредено прегласување во втор круг, бидејќи Заев победил со најголема разлика после Бранко Црвенковски, дури Бучковски кој победи 2004 година, немаше таква разлика во однос на Тито Петковски во однос на Радмила Шекеринска. Тоа ја прави многу слаба сега позицијата на Радмила Шекеринска, кој се сметаше дека ќе биде безмалку изедначена по политичка тежина и мог во рамки на СДСМ со Зоран Заев, па дури се најавуваше дека ќе биде избрана како заменик председател на партијата на Конгрес, како што сега стојат работите, мене ми се чини дека Радмила полека со таа амбиција да биде партнер со Зоран Заев, да имат иста политичка тежина, почне да му станува пречка на Зоран Заев. Јас во принцип мислам дека секогаш е добро кога победата е чиста и со цврст легитимитет. Зборам за луѓето кои што се на водичките позиции. Позицијата во рамки на партијата. Да, меѓутоа тоа од друга страна не ја намалува специфичната тежина и важност на Радмила во однос на никој од овие прашања што претходно ги изборев. Бранко Црвенковски очигледно сакаше Зоран Заев да победи убедливо на Конгресот. И направи све да му направи амбиент последните 2 месеца да победи убедливо на Конгресот. Знаејќи го Бранко Црвенковски, тоа е стратегија на која има работено веројатно 1 или 2 години. Значи, апсолутно го изменаџира и своето повлекување со ладата и победата апсолутно на Зоран Заев на Конгресот. Значи, човекот си одбра кој да го наследи, со одредени математики, тој што ќе го наследи како треба политички да заврши. Па да ви кажам искрено, тука не би можела да дам мој личен одговор, затоа што навистина сум надвор од тие натрепартиски процеси, меѓутоа јас не мислам дека Бранко толку студиозно и гобленски ја планирал и менаџирал целата работа. Кога побарате клучевите од ладата на отпорот, вие сакате, значи енергијата на отпорот да земете ке себе. Не, мислам дека тоа погрешно се ако начело на партија премногу читате во таа изјава. Ако начело на партијата носи да човек кој јавно кажува дека се спротивставувал на бојкотот на изборите и бил главен гласноговорник за одење на избори, значи вие ставате таа структура. Таа структура сега не може да вика дека Никола Груевски лажира избори, не може да вика дека ќе бојкотира избори, бидејќи главна беше да не се оди на бојкот, туку да се оди на избори. И вие тој човек, наместо да го ставите надвор, наместо да го елиминирате после Конгресот, кога Бранко Црвенковски остане лидер на партијата, дека мораше да елиминира евентуално луѓе кои му се спротивставува на бојкотот, вие го носите на чело на партијата. И викате, еве, сега покажи што можеш.
Тоа е феноменална стратегија, ќе мора да признаете. Бранко Црвенковски кажа и дека повеќето луѓе во партијата, во кој што сигурно влегуваат и делегатите, биле против бојкотот на локалните избори. Така да мене ми е логично сега истата таа мнозинска структура во однос на која тој подклекнал во одлуката да се оди на локалните избори, го донесат Зоран Заев на лидерската позиција. Па знаете, не мора да подклекне, напри математика. Логично. Ако вие издржите на бојкот и одите на бојкот, имате 0 општини, веројатно таа партиска енергија ќе трае 6 до 9 месеци и по 9 месеци ќе почне да се поставува прашањето па што ако отидовме на локални избори, може ќе освоевме 20 општини. Затоа е многу позгодно да кажете дека ќе освоите 3 општини, кој што кажал Црвенковски на ЦЕО, дека максимум со ваков режим СДСМ ќе освои 3 општини, да ги оставите тие што се залага да се прекине бојкотот, да успеат да победат и да наметнат своја волја, да ги донесете на чело на партија и подоцна тие да бидат виновни ако се изгубат следните парламентарни или председателски избори. Тоа е добра стратегија од аспект на Бранко Црвенковски. Може би било добра стратегија и од аспект на Бранко Црвенковски ако ситуацијата во државата е нормална ситуација. Меѓутоа ја не мислам дека било кој, вклучително и најмногу можеби Бранко Црвенковски кој што мисли за своето наследство, а и верувам дека искрено е сака Македонија ќе си дозволи такви воени игри во самата партија кои што одзимаат и време и особено шилото на партијата наспрема оно што е главниот противник. Ќе го барате за да го назад Бранко Црвенковски. Така мене никако ми личи. Кој да го бара? Јас да го бара? Знам како член со вие сте дел од една номенклатура на СДСМ, ако се разговараме како со професор на правен факултет и политички аналитичар, како што сега стојат коцките, ако Никола Груевски направи 2 брзи изборни циклуси, и ако помини СДСМ така како што ќе помини, освен ако Заев не се издоговори на тоа кафе со Никола Груевски да нема брзи предвремени избори, а тој да обезбеди таа комисија што ќе биде формирана да не иде таков негативен извештај за Никола Груевски, од друг случај, ако има 2 брзи избори, тогаш се знае како може да заврши политичката разврска во Македонија. Јас не мислам дека ќе има второ враќање на Бранко Црвенковски во партијата. Мислам дека наредниот период ќе треба да се обмислува за градење на повеќе лидерски кандидати кои што евентуално во случај на неуспех на ова раководство би превзеле партијата, но тие приказни за враќањето анализи. Не приказни политички анализи, анализираме на ситуација во СДСМ. Добро, вака поетски кажам, приказни. Подобро политички приказни и политички спекулирања од прилика, но моите анализи се дека во СДСМ претпоставувам дека многу брзо и циклично ќе се вршат одредени промени во наредниот период, посебно ако има брзи предвремени избори. Добро. Ама ова за приказната јас ви тврдам, господин Ефтов, Бранко Црвенковски нема да се врати веќе на лидерската позиција. Тито Петковски има една узречица која вели Бранко рекол, Бранко одрекол. И секој што ќе опрашам јас дали ова е дефинитивно публикување на Бранко Црвенковски, он вика Бранко рекол, Бранко одрекол. Така беше и 2004, така беше и 2009, добро, така беше и 2011. Добро, сега да ни го коментираме Тито Петковски како авторитет во однос на рекол, одрекол. Меѓутоа, јас не мислам дека невраќањето на позицијата за претседател на СДСМ истовремено значи и политичко повлекување целосно. Стефчо Екимовски ја формираше својата политичка партија, за 2 недели Владо Бучковски најавува дали тоа ќе се случи ќе видиме, но сепак најавува формирање и тој на своја политичка партија. На конгресот во неделата Кире Наумов освои само 15 гласови на делегатите на конгресот и на тој начин на некој начин беше минирана можноста Кире Наумов со освојување некаде на 50 до 60 гласови на делегатите на конгресот на СДСМ на голема врата, како човек кој има голема доверба и голема рейтинг помеѓу делегатите да се врати во раководството на СДСМ, а преку Кире Наумов на мала врата во СДСМ да се врати и Владо Бучковски. Бидејќи Кире Наумов беше торпедиран на конгресот со освоени едва и 15 гласови, сега тој и Владо Бучковски веројатно ќе бидат условени или ќе бидат обврзани или некој начин ќе бидат принудени да направат нова политичка партија или нова политичка структура и на тој начин ќе имаме 2 политички структури надвор од СДСМ. Со такви 2 политички партии кои ќе бидат контролирани од владата на Никола Груевски и со кооперативен Заев, Никола Груевски има опозиција по своја мерка.
Веројатно тоа бе и причините, анализите и размислувањата на Бранко Црвенковски, зошто не прифати уште еден мандат на чело на СДСМ и отиде во привремена или во трајна политичка пензија, бидејќи ако бидат формирани две политички партии. Ако Црвенковски евентуално останеше на чело на СДСМ и ке мораше да расчистува со луѓето кои го минира неговиот отпор или концепцијата дека преку отпор и дека преку улица единствено може да биде рушен Никола Груевски, тогаш веројатно ќе мораше да расчисти со Зоран Заев, кој беше најгласен противник за бојкотирање на локалните избори. Ако Зоран Заев беше елиминиран од раководството на СДСМ, тогаш беше за очекување дека и тој заедно со Бучко и заедно со Стефчо ќе направи нова политичка партија. И ако имавме 3 нови политички партии излезени од редовите на СДСМ, тогаш Бранко Црвенковски на следните избори немаше да освои повеќе од 250.000 гласови и на тој начин ќе си ги имаше зацементирано местото во македонската историја кој човек кој 3 или 4 пати беше поразен од Никола Груевски. Сега таквиот жежок политички компер е оставен во рацете на Зоран Заев и тој ќе треба да прави политички анализи од што ќе има повеќе штета, односно што ќе има повеќе корис, дали да ги врати Владо Бучковски, Стефче Кимовски назад во СДСМ и да биде обвинет од тврдото партиско јадро на СДСМ дека заедно со Бучковски и Стефче Кимовски работел за рушење на Бранко Црвенковски, или да дозволи тие две партии самостојно да настапат на изборите, евентуално идните предвремени парламентарни избори, и тогаш Зоран Заев можеби да се соочи со опасноста да освои на тие избори за 50 до 100.000 гласови помалку од Бранко Црвенковски. Господине Бозевски, дали власта сега прави опозиција по своја мерка? Па, мислам дека Зоран Заев од понудените кандидати од СДСМ во моментов е решение кое што го одложува хаотичната разврска во самиот СДСМ. Пред 2 години Јово Манасиевски беше омилена опозиција на власт, значи беше ни Змија ни Магаре. Кој сега би имал таа улога ни Змија ни Магаре или омилена опозиција на власт, бидејќи опозицијската сцена во наредните 30 дена би требало да биде профилирана на 3 блока. Значи едниот блок би го имал Стефче Екимовски кој формираше партија, знаеме како победе во Карпо со една силна поддршка на провладините медиуми. Бучковски најавува партија, дали ќе ја формира или не ќе видиме, се најавува дека за 2 недели би требало да биде формирана таа партија. И го имаме Зоран Заев кој е кооперативен лидер и е прв СДСМовски лидер кој после 7 години влага во кабинетот на Никола Груевски. Значи имаме ни Змија ни Магаре опозиција во моментов. Па не, тогаш Јово Манасиевски не беше опозиција по мерка на власта. Опозиција по мерка на власта секојаш бил Бранко Црвенковски заради тоа што тој доаѓа од 1990-тите, се ги ноши опашките од тогаш и се уште мислеше дека се 90-тите години. Вие верувате со ова што зборите? Да, верувам. Ако е Бранко Црвенковски опозиција по мерка на власта, 7 години. Знаете зошто? Еве на пример затоа што против него вашиот пример. Против него ќе има тигра. Јово Манасиевски партија, пас ве стават одма таа партија. Стефчо Екимовски. Не ме става. Да, апсолутно. Претходно сте бевте, нели, условно речено независен аналитичар што кој ја напаѓаше опозицијата, веднаш ме стави у партијата на Јово Манасиевски. Сега Стефчо Екимовски препар. Стефчо Екимовски сега препартија, одма Кликовски му го става. Значи, има еден инженеринг. Ти си мислиш дека тука има некој голем шаховски мајстор кој што ги мрда фигурите и така натаму, значи секој од нас е личност кој што си прави своји математики во врска со својот ангажман. Точно е. Јас себе си не се гледам во било каква комбинација каде што на другата страна го има Социјалдемократскиот сојуз. Во тој момент Јован Манасиевски како лидер понуди една програма која што јас се препознавав како еден вид на либерална алтернатива на ВМРО-ДПМН. СДСМ не е алтернатива на ВМРО-ДПМН. Во име на СДСМ ве заменик портпарол на Кондарко. Не, јас сум одржал само една пресконференција и потоа веќе нема ангажмани во таа партија. Не сте малку или многу заразен од СИДА или сте заразен? Не, заразен од СИДА. Вие сте биле дел од СДСМ. Не, мојот ангажман. И тоа 2006 го државте тој прес, не го државте многу далеко. Таман на време на паѓањето, па бевте време на паѓањето на Бучко замени портпарол на Кондарко. Не. Така да, бевте у кабинетот на Радмила Шекеринска, па бевте у кабинетот на Минчо Јорданов, па бевте дел од таа влада, мислам, тоа се сега. Дел од таа влада не сум, значи дел од влада е тој што е избран и именуван функционер на владата. Дел од владата не се стручни соработници. Значи ја бев стручен соработник на Минчо Јорданов и тоа моје именување немало никаква врска со СДСМ. Да кажам дека власта перманентно си работи на концепт да формира опозиција по своја мерка. Знаете, ако има уставен суд сега по своја мерка, ако има сега синдикат по своја мерка, ако има комора по своја мерка, ако има фудбалски сојуз по своја мерка, совез за радиодифузија, зашто да нема опозиција по своја мерка? Мислам дека банализираме тука. Значи не постои таков концепт
дефансивна позиција по своја Америка, туку едноставно во Република Македонија општеството се движи. Добро, се сеќавате дека за Никола Груевски има поканато Бранко Црвенковски на кафе во кабинетот. Сеќавате ли дека 2009 Никола Груевски му честиташе на Бранко Црвенковски избор на чело на СДСМ? Не. Никола Груевски сега прави истата стратегија која прави со Грција. Тој е конструктивен, тој разговара и не сеќам дека 2009 му честиташе на Бранко Црвенковски, не сеќам дека 2009 го покани на кафе Бранко Црвенковски, не се го кани Заев. Ја прави истата таа работа или тоа грчко сценарио кој го прави преговорите со Грција. Ние разговара со Караманлис, разговара не знам со Папандреу, сака да разговара со Самарас и сме конструктивни нели за решавање на името, нема мрднување од мртва точка. Истото сега му го прави ко сценарио и на Зоран Заев. Сака всушност да покаже дека неконструктивно до целата таа работа е Бранко Црвенковски. Ако се сетиме и 2011 година, кои се тие најтешки преговори на ВМРО и СДСМ околу тогашните предвремени парламентарни избори, нели оние 4 точки кои го поставуваше Бранко Црвенковски, Зоран Заев се појави на трибина на Никола Груевски во Струмица, во екот на тие разговори. Значи тука по мене е концепт, стратегија да се покаже дека Заев и Груевски може да соработуваат, а Груевски Бранко не може дека вината е Бранко Црвенковски. Не согласам со тоа. Мислам дека стана збор за различен стил на политичари и политичари што припаѓаат на различни генерации со различна социализација. Бранко е поларизатор и Бранко, како што гледавме во изминатиот период, може само да обстојува да го креира околу себе атмосфера на катастрофизам. Границите на таа политика се видоа во 2011 и 2013 година, така што претпоставувам дека сега СДСМ ќе се обиде со нешто друго. Не зборам тука за кооперативност, меѓутоа жесток опозицијски ангажман не значи катастрофизам, не значи да го фрламе детето заедно со прљавата вода од која сме го избањале. Што мислите? Како СДСМовското членство ќе го доживее фактот дека Зоран Заев е првиот лидер на СДСМ кој после 7 години влага во владиниот кабинет, кога во тој владен кабинет главен газда е Никола Груевски? Дали мислите дека на таква направена, поларизирана атмосфера во Република Македонија, ви велите правил Бранко Црвенковски, не може таква атмосфера се прави само од една страна. Еве на пример господин Боцевски, ја и вие не се согласуваме 99% од тезите. Точно. Па вие не го викате доморот кај вас со зграда Мектепа и да ми сврли овде од вашиот стан. Значи еве не се согласуваме. Добро, вие не доаѓате тука. Еве Бранко Црвенковски не се согласува. Меѓутоа вие не доаѓате тука. Вие тука не доаѓате со идеја да ми правите неред дома, туку да правиме дебат. Па добро, и тоа беше во парламентот. Тоа таму тој отиде со цел да прави неред па да лови во матно. Има разлика. Вие тука доаѓате да си имаме една пристојна фина дебата. Така што каде е тука доаѓа таму обезбедување со Браниско, обезбедување од МВР и сврлат партеници. Без разлика, знаете. Кои што го кршат парламентарниот ред и кога ќе влезете во суд, добро, вас не ве осудуваат за силување ако сте помислиле нешто да ја направите на комшиката. Вас ве осудуваат за силување ако сте силувале комшиката. Значи, прво, јас ниту помислувам, ниту некога во животот сум силувал, така што не ми јасно правило. Парадигмично. Па најдете некоја друга парадигма. Ајде да решиме дека си погодил некој со банан. Па вие ги обвинувате оние кои вие претпоставувате дека сакале да прават криза у парламентот. Во судница, а не ги обвинувате оние кои тепат у парламентот. Дали сум седнал на маса на судијата во судот? Дали сум седнал на столчето на судијата? Никола Груевски. Дали сум го туркал судијата? Никола Груевски ги исклучуваше микрофоните 2004 кога се расправаше за буџетот. Точно е, Љупчо Јордановски многу повешто. Никола Груевски му ги симнуваше слушалките на Љупчо Јордановски. Љупчо Јордановски многу повешто. А не ги тепа. Никола. И тоа ли беше оби за сценарио за државен удар? Љупчо Јордановски многу повешто. Како така кратко памтење имате? Љупчо Јордановски многу повешто се снајде во таа ситуација, туку што се снајде Трајко Велјановски. Нормално Трајко Велјановски треба за тоа да се го објасни тоа и да се поведе една дискусија околу неговата одговорност во целата ситуација. Така што тоа апсолутно е точно. Со две партии, она на Бучко, она на Стефчо, Заев е поприлично ранлив на политичката сцена. Точно е тоа, затоа што, како што реков, начинот на водењето на партијата во последниот период од страна на Бранко Црвенковски го забрза разлучувањето значи да му дадеме кредит. Значи тој беше единствениот човек кој што можеше да ги цврста, да ги обедини сите внатрешни струења, фракции и така натаму во Социјалдемократскиот сојуз. Без таа негова улога, сега таму ќе почне еден вид на завршница. Заев еве во стартот не може да се наметне заради тоа што се разлачуваат веќе две структури од таму, едната околу Громот, едната околу Граѓанската алијанса и така натаму. Станува збор за
сериозни политичари кои што досега оставиле печат во Република Македонија и кои што сериозно може да ги размрдаат нештата на македонската политичка сцена. Се разбира, Зоран Заев ке треба да покаже дека може да пружи рака кон сите оние кои што Бранко Црвенковски ги избрака од партијата. Ке може ли членство тоа да го прими? Веќе знаете, без тамо беше црно-бела направена ситуација. Тие се толку испостени од сте? победа, да. Апсолутно. Мислите дека би го прифатиле враќање на Стефчо? Па сега тоа е политичка партија, не е секта. Јас се надевам дека е така. Како ќе прават коалиција со политичка партија пред да излезат на избори? Па како правеа коалиција со Љупчо Георгиевски? Ма беше на избори. Ама не како правеа коалиција со Љупчо Георгиевски. Па Љупчо Георгиевски беше представен како црн ѓавол од сите тие луѓе. И сега со него прават коалиција. Со Љубе Бошковски, што беше уште поцрн ѓавол, со него прават коалиција, како со овие што седеа со нив завчера. Што е да прават коалиција? Да. Ќе направите политичка партија. Добро. Стефчо Екимовски и Владо Бучковски. Добро. Како ќе им измерите силата да направите коалиција? Како ќе им дајте број на пратеници? Врз база на интуиција? Врз база на рейтинг што ќе нарачат од една или друга агенција? Како може да определите? Нема не се извинам, сега сте политиколог, дате некој вакво. Како ќе направите коалиција со две партии кои излегле од кај вас, направиле меѓувреме партии и вие ќе коалицирате со нив? Без да излезат на избори, без да им измерите политичката сила, ова не е комунизам, ова не е Суслов, па ќе правиме социјалистички сојуз, па ќе правиме не знам комунистичка партија, па ќе правиме разни синдикати и после ќе ги споиме и ќе ги обединиме. Мислам дека малце најдново што го зборите. Не, мислам зашо да не пружат рака? Мислам ако сакаат да покажат ширина, тоа треба да го сторат. Не го пружат рака, ќе што останат таа партија. Како се ќе прават партија, без избори ќе си пружат рака и ќе коалицираат. Како ќе коалицираат? Па на тоа требало се мислим пред да се создаде ситуација каде што ќе заминат да мисли пред да стане лидер. Ко станал лидер Заев, треба да ги има во предвид тие претпоставки. Требаше да се мисли кога се правеше онаа стратегија на тензија, која што се правеше во изминативе колку веќе од 2009 година навака, дека такво нешто може да ја прекрши оно што ја создава тензијата, не само општеството. Така што во моментов во таква една ситуација доаѓа Зоран Заев заради тоа, мислам дека ќе има многу повеќе проблеми отколку кога би дошол да речеме во 2016 година. Тука нека да правиме пауза за реклами. Останете со нас, се враќаме за неколку минути. После рекламите ќе може да го проследите интервјуто со Алберт Муслиу на тема дали албанските политички партии со радост го приме изборот на Зоран Заев и дали со евентуалниот избор на Зоран Заев за лидер на СДСМ се отвора можноста да биде формирана нова широка коалициона влада во Република Македонија за решавање на прашањето со името. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Благодарам за превозот. И со што се занимаваш? Што работиш? Оваа година одмара, па ќе видим. Интересно. Тато, ја прифаќам работата. Интересно. Само ако добијам службен автомобил. Размисли уште еднаш. Дали ја оставаш чешмата да тече цел ден? Нормално дека не. Тогаш исклучи ја греалката кога прозорците се отворени. Размисли и заштеди. Во денешно време, човек не мора да се малтретира со одење до супермаркет, враќање од супермаркет, одење, враќање, плаќање, паркинг, па ред, па каса, па гужва, па набавка, па одбавка. Сето тоа е минато. Од сега ќе ви треба само компјутер. Качете се на doma.mk. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид.
Ниту еден од најблиските соработници на Бранко Црвенковски, тоа е Наташа Саво, Игор Евановски, Шема и Горан Минчев, денес не се дел од новиот централен одбор на СДСМ, односно базата од која се регрутира новото раководство кое ќе влада или ќе раководи со партијата во наредните 4 години. Од друга страна, тројца од 4 кандидати кои беа кандидати за нов претседател на СДСМ, тој Игор Евановски, Шема, тој Кирен Умов и Зоран Јановски, не сакаат и нема да бидат дел од новиот раководен тил или новото раководство на Зоран Заев. На тој начин целата власт во партијата е сега ставена во рацете на Зоран Заев и Зоран Заев нема да има алиби како Владо Бучковски и Радмила Шекеринска да го обвинат Бранко Црвенковски дека ги оставил своите најзначајни, најлојални луѓе во врвот на партијата и на тој начин да го обструира работењето на идниот лидер. Сега цела власт е во рацете на Зоран Заев, богами, но и целата одговорност ќе биде во рацете на Зоран Заев. Дали може да го замислите Али Ахмети сега да коалицира со Зоран Заев? Или да разговара со Зоран Заев? Секако дека можам. Имат одредена политичка динамика. Секако дека можам, колку памтам, Али Ахмети веднаш му честиташе на Зоран Заев на неговиот избор за председател на СДСМ и од друга страна веднаш го повика и да тој као лидер на најголемата опозицијска партија помогне во надминувањето на овие евроатлантски интеграцијски блокади во кои се наоѓаме сега. Сепак Зоран Заев не е лидер од типот на Црвенковски или типот на Бучковски, кој имал одредени свој учества во делот на албанската политичка сцена, градел пријателства, градел коалиција и така натаму, не бил ни во можност бидејќи бил градоначалник на Струмица, имаше еден неуспешен обид или една средба со Руфи Османи пред една година која беше искористена за рушење или за прекинување на таа коалиција помеѓу Руфи Османи и Мендух Тачи, така што ќе биде интересно да се види како албанската политичка сцена ќе го прифати Зоран Заев. Види, албанската политичка сцена ќе го прифати као личност која ја раководи најголемата опозицијска партија, така да тоа не е нивна работа да бираат со кого ќе разговарат. Секако дека не му престои голема работа. Значи голема работа и да ги створи тие линкови кои ги немал или кои претходниот председател ги имал и да излезе оценката на тој председател, значи да покаже нова иницијатива, нови идеи со кои он ќе ја гради својата индивидуа на таа позиција во која сега се нашол. Бидејќи сега на политичката сцена во делот на опозицијата има една, се најави уште една нова опозицијска партија, Стефчо Екимовски формираше партија, дел на теренот на Скопје Стефчо Екимовски веќе ќе го има покриено, има општина Карпош, приклучува дел од Скопското јадро на СДСМ, на ЛДП или дел на ЛП, значи имаме нова политичка ситуација на теренот, значи две нови опозицијски партии. Владо Бучковски најавува формира нова партија, се најавува дека ќе биде формирана за 2 недели, Стефчо ја формира својата партија, општина Карпош му е база, приклучува кон себе општина битна за СДСМ, значи приклучува кон себе нови политички структури, Виктор Цветковски во Кумано, поранешен член на извршен одбор на СДСМ, Панчо Минов во Кавадарци, кој човек освоил некаде 4 до 5.000 гласови на локалните избори, значи прави одредена структура. Како Заев ќе може да се снајде во една таква политичка конјунктура? Васко Заев има избор у два правци да се движи. Првиот правец е исклучивиот правец, каде што ќе го продолжи анимозитетот кон сите личности кои излегоа од СДСМ и да проба да ја зајакне својата партија без помош на одредени лево ориентирани гласачи, бидејќи и кај Стефчо Екимовски, и кај Бучковски, и кај другите, кои беа еминентни личности во левицата, ќе се приклучат или неопределени гласачи кои имаат лева провиненција или гласачи кои биле леви, кои не се согласуваат или со сегашниот избор или со минатиот. Добро, како да така го направи? Тоа е едниот Како да го направи? Тоа е на пример ќе бидат формирани две политички партии. Да претпоставиме. Може Бучковски да не формирано, сега како анализа велиме дека ќе се оствари онаветување дека за 2 недели или 3 недели ќе биде формирана таа партија. Плюс партијата, 3 за 4 пак да се значи тие ќе на Стефчо и Екимовски. Значи тие две партии до сега немаат излезено на избори. Вие тешко може да им го определите колку им е политичкиот потенцијал. Вие може само да нагаѓате и да сакате да коалицирате со нив, може би тоа коалицирање со нив на ниво на политички партии би било помеко и пофино за Зоран Заев, отколку да ги враќа во СДСМ, бидејќи би се третирало тоа како одредено враќање на предавниците во редовите на СДСМ, но тешко е да ги вратите во коалиција ако претходно не го имате измерено политичко потенцијал на избори. Апсолутно е така, но секако некои промени и некои трауми целото ново раководство на СДСМ ќе помине. Значи во СДСМ не се соочуваат само на промена председател, се соочуваат со промена председател кој го обликуваше денешниот СДСМ. Така да не е толку лесно да се излезе од
од таа сенка, да. Кога направите ДНК анализа на денешниот СДСМ, ќе се види дека татковството на тоа денешно СДСМ е резултат на Бранко Црвенковски, парафразирано. За мене би била погрешна политика у СДСМ и после изборите да почна со исклучива политика и да се трудат, мада су видел некој најави, целата вина за све што се случува да ја префрлат на Црвенковски, затоа што верувам дека тоа ќе има негативни реперкусии кај нивното членство и симпатизирање. Забораваме 30.000 луѓе собра да го кандидираат него. За мен тоа би бил погрешен пристап или погрешна стратегија кој затоа што е негативна стратегија. Позитивна стратегија. Тоа Бучковски проба да го прави 2004 до 2006 година. И не одеше. И заврши со 220.000 освоени гласови. А затоа ти велам, од друга страна СДСМ помина ни се на траума на одделување на дел од своето членство и симпатизери, нели преку формирањето на НСДП. Кога се постави, да речеме, крупната слика на маса во делот на опозицијскиот фронт. Сега Андре Жерновски е победник на изборите локални. Победи во општина Центар. И на некој начин ја носи титулата и круната на победник на локалните избори. Позицијата на ЛДП после локалните избори е каде драматично подобрена во рамки на таа опозицијска коалиција. Тука е Тито Петковски, кој на два наврати покажуваше дека може да освои повеќе од 30.000 гласови. 2656.000 гласови, 2009 во коалиција со СДСМ, но со свој советнички листи некаде околу 40.000 гласови, што е респектабилна бројка. Сега е тука Љупчо Ѓоргиевски, кој ќе му биде многу тешко да остане во една ваква коалиција сега во СДСМ со Зоран Заев, бидејќи претходно велеше обединете опозицијскиот фронт и јас морам да се вклучам таму за да го рушиме Груевски. Сега има уште две нови опозицијски партии, ќе има една поприлична шашместа ситуација на теренот. Видите, ти треба малце уметност, ова со Љупчо и со достоинство. Ќе биде тешко за менаџирање. Тешко да се изменаџира. Верувам дека на теренот имаат доволно материјал, што би се рекол политички, и тоа да го надминат кај нивните активисти кои нели во долг временски период биле на спротивни страни, затоа ќе треба малце менаџерски и политички. Ама треба математика, господин Мусли. Не, математиката не е спорна. Еве да направиме една обична математика. Да речеме, Стефчо Јахимовски има партија. Освои некаде околу 16.000 гласови, подоцна и 19.000 гласови, избори опште на Карпош. На листа на Српска напредна странка освои некаде околу 8.000 и нешто гласови, што е респектабилна бројка, значи не на листа на СДСМ, туку на листа на Српска напредна странка. Панчо Минов освои некаде 4-5.000. Виктор Цветковски 3.000 нешто. Васка, чим надминува 35-40.000, кај нас е респектабилна. Тоа е веќе респектабилна. А до Бучковски сега да не грешиме душа, во една ваква констелација на СДСМ, еден дел на членството ќе одржува Владо Бучковски многу повеќе ко репрезент на СДСМ него новото раководство на СДСМ. Сега говориме за една поширока. Значи, не верувам дека Стефчо Јахимовски, Бучковски би се базареле со Зоран Заев без 3 до 4 пратеника по партија, ако Тито Петковски има 4 пратеника. Љупчо Ѓоргиевски со Стојанче Ангелов 1 или 2 пратеника. Жерновски, на кој Бранко Црвенковски им нудеше 2011 4 сигурни места, сега сигурно после победата од Центар нема да припада помалку 4 или 5. Значи доаѓаме до некоја бројка 7-18 пратеника кој ако сака Заев да направи широка коалиција, на евентуално предвремени избори ќе треба да им даде. Колку ќе освоат они 60 пратеника па да им даде 18 или 20, тоа ќе испадне дека повеќе од половината ќе се на другите опозиции. Тоа е тешко да се менаџира. Тие не се наоѓаат во лесно политичко опкружување. Тие се наоѓаат во опкружување каде таа опозиција губи. Така да на таа опозиција, освен бројките, треба малце стратешки да размислат и за времето, не само за бројките. Ако ги израчунаш, еве математика кој што велиш, бројките 3 од 36, 3 од 36 е многу, ама 2 од 22 математички е исто, ама резултатот крајен ти е 22. Така да нив реално вака во помали блокови не им излагаат математиките. Сега кој од нив ќе биде по способен политички да го изнајде своето место и да го образложи, затоа што вакви преговори немало, нели? Сите тие луѓе еден ден тие луѓе се избркани ко предавници.
Знаете, кога тие луѓе се избркани уставно наречено како предавници, се исклучени од партијата, се веде ги вратите назад без избори. Е ѓаволски тешко. Не велам да ги вратат тие во структурите. Ако не ги вратите без избори, ако не ги вратите пред избори, тогаш вие без нив губите некаде 60, 70 или 80 илјади гласови, што ќе ви се одрази на резултатот. Абсолютно. А за Зоран Заев е клучен резултатот на евентуално предвремени парламентарни. Реално сите ги очекуваме. Дали ги очекуваме есен или на пролет, сите ги очекуваме. Ако тој има резултат помал од резултатот на Бранко Црвенковски, со уште поголем сомнеш ќе се гледа на неговото лидерство во СДСМ. Секако мислам дека Заев нема да тргне по тој пат на исклучивост, затоа што реалното секојдневие ќе проба да ги врати во коалиција Вучковски и Стефчовски. Ако не во коалиција, во некои по-релаксирани односи. Ако он можеше да има состанок со Руфи Османи, не знам зашто. Кира Наумов. Да. Па Вучковски потврдуваше дека имале средби во текот. Така да не верувам дека он ќе го остави на случајност тоа, па да немаат ни средби или комуникација или контакти. Види се, реално он е во тешка позиција. Значи он треба прво внатрешно да се реорганизира, да излезе со нови некои визии и стратегии, да сели пола недела во Струмица да реди бекатон плочки, пола недела да владе партија во Скопје. Неговата функционалност во Струмица сигурно ќе се оштети, затоа што он сепак се лидер на големата опозицијска партија, он не може да си нит па таа партија, нит па он може да си приушат себе си луксус да се пасивизира во позицијата на претставител на СДСМ. Значи тоа неспорно е и ја не верувам дека он тоа ќе го стори. Се надам дека он направил некоја добра екипа која работите може и во општината да му ги изменаџира во целиот тој процес. Но ти велам, он е реално во тешка позиција која стварно предпоставува дека он треба да вложи многу труд, ви велам, прво внатрешно, второ во левицата, второ надворешно, значи има приличен број на активности. И со наметната атмосфера во кампањата, дека е тоа човекот кој 3 пати го поразувал Никола Груевски и на 2 јуни, јас мислам дека еден дел од луѓето кои гласа за него, всушност се радува како веднаш наредниот 3 јуни да се вселени во Илинденска безброј. Таква една победничка атмосфера беше наметната со изборот на Зоран Заев, а без малку сите останати кандидати нема да бидат дел на новото раководство на СДСМ. Зоран Јовановски одби, Игор Ивановски шема се откажа, Кире Наумов освои само 15 гласови, што значи дека ако планираше Бучковски преку Кире Наумов на мала врата да се враќа ко структура во СДСМ, сега е тоа оневозможено на Конгресот, значи ќе биде ѓаволски тешко како ќе ја запакува целата таа работа, а при тоа да не го обвина дека се отклонува од политиката на Бранко Црвенковски или оди против политиката на Бранко Црвенковски, кој па многу мудро сите своји главни играчи не ги стави во централниот одбор на СДСМ. И Наташа Савова, и Горан Минчев, и Игор Ивановски шема. Види, ја ти велам, според мене, нели, за него би била уште многу потешка стратегијата да он оди против све што е минато. А втора варијанта да само се смениле председателите и таа е неодржлива за левицата, затоа што они објективно им треба нешто за да ги мрдне да можат на наследните избори да бидат конкурентни. Баш затоа е таа негова голема и тешка напорна работа која ја очекува. И затоа стои голем прашалник сега во моментов. Добре, прашалник и работите супер да се движа во овие недела дена, ќе беше тешко затоа што нели, се уште СДСМ е под сенката на Бранко Црвенковски, затоа што тој таму не бил председател година или две. Така да 23 години. Така да. Бранко бил ново или на начин. Така да во СДСМ. Таа сенка стварно ќе треба нешто иновативно, некоја стварно нова визија, нов начин, нова стратегија, нов начин на однесување да го има новиот председател на СДСМ за да може, нели, да се индивидуализира, значи да се покаже себе си као личност со визија, со стратегија, од друга страна да тоа не биде во спротивност со претходниот председател кој ви велам, значи не бил он у СДСМ зашто не го сакале, него го бирале затоа бил таму. Ви веројатно од страна многу подобро ги гледате работите. Сепак ова се случува македонскиот политички кампус, можеби ние сме премногу внатре влезени и мислам дека од страна многу полесно од нас ги гледате тие работи. Во македонскиот дел беше наметната една атмосфера дека всушност моделот на ВМРО ДПМН народни луѓе блиски до народот, до граѓаните ги решат проблемите, крпат улици, прават фонтани, даваат пари, делат субвенции и така натаму, дека е модел кој е единствен, ефикасен и успешен модел во рамки на Република Македонија. Мене ми се чини, можеби грешам, дека тој модел полека се исцрпува. И дека не можете еден модел таков да замените со друг модел. Ми се чини дека во СДСМ сега се отиде на варијанта,
да се прекопира моделот на ВМРО од ДПМН. Народен човек во ВМРО ДПМН, народен човек во СДСМ. Човек кој нема некои изразити вербални карактеристики како Никола Груевски да биде пандиран со човек кој исто така нема изразити вербални карактеристики. Двајцата се менаџери, двајцата не се склони кон големи политички аналитики, двајцата не покажуваат некоја политичка виртуозност од типот на Црвенковски или типот на Љупчо Ѓорѓиевски. И ми се чини дека сега на сцена ќе се судрат два модели, две ВМРО-ризирани структури, она во ВМРО ДПМН и една ВМРО-ровизација во СДСМ. Добро ли е тоа? Не, само да напоменам, кога рече народни луѓе е добитна варијанта, тука би се согласил, а не единствена. Но во секој случај е добитна варијанта. Значи, варијанта која политичкиот пазар кај нас, условно речено, го јаде, а него имаат и своји други карактеристики. Значи, не се само луѓе кои вршат работа, него си имаат и своји визии, своји стратегии, своји одделности, нели, од другото политичко милие. Значи, имаме антиквизацијата, имаме Скопје 2014, значи се и други карактеристики кои немаат... Како ќе се... Не се по... на тоа... Например, СДСМ се бунеше против црквата во центарот на Скопје. Да. Зоран Заев гради црква во центарот на Струмица. Значи, Зоран Заев е многу посличен на филозофијата на Никола Груевски, отколку што е на Бранко Црвенковски. Ако да речеме така, грубите. Да. Да речеме и Стевчо Екимовски и Зоран Заев, веле ако Никола Груевски става споменици у Скопје, тие да стават во Карпош и во Струмица. Значи, нив им беше многу поблиската ВМРО-вска идеологија на функционирање, него што беше на СДСМ. Ке го прими ли тоа СДСМското членство? Може ли да е толку желно за власт СДСМското членство да прими све, или сепак една базна филозофија и идеологија која е наметната тешко ќе може да биде смената? Па ја мислам дека тука ќе треба да видат разликите, а не до некои пристапи кон избирачите. Мислам дека тоа СДСМ ќе го превземе. Тука некаде е крајот на нашата вечерашна емисија. Останете, погледнете ги рекламите, се враќаме за неколку минути да одјавиме емисијата. Биокрил Актив од алкалоид е масло од антарктички крил, богато со омега-3 масни киселини во форма на фосфолипиди. Споредено со триглицеридните, омега-3 масни киселини од рибиното масло, фосфолипидите од Биокрил Актив се многу поефикасно искористени во организмот. Помага во регулирање на нивото на холестерол во крвта. Комплетен извор на есенцијални масни киселини. Природен антиоксиданс астаксантин. Биокрил Актив. Клинички испитан производ на Универзитетската клиника за кардиологија во Скопје. Благодарам за превозот. И со што се занимаваш? Што работиш? Оваа година одмара, па ќе видим. Интересно. Тато, ја прифаќам работата. Интересно. Само ако добијам службен автомобил. Размисли уште еднаш. Дали се уште користиш компјутер од минатиот век? Нормално дека не. Тогаш замени ги старите светилки со нови штедливи. Размисли и заштеди. Немате идеја што да купите за подарок? Се прашувате дали ќе му се допадне подарокот на оној за кого е купен? За родендени, годишнини, свадби, дипломски. Сега има сигурно решение. Картичките за подарок на Евростандард банка се вистинскиот подарок за секоја прилика. Евростандард банка. Блокмакс – ефикасен при различни типови болка. Од алкалоид. Во денешно време, човек не мора да се малтретира со одење до супермаркет, враќање од супермаркет, одење, враќање, плаќање, паркинг, па ред, па каса, па гужва, па набавка, па одбавка. Сето тоа е минато. Од сега ќе ви треба само компјутер. Качете се на doma.mk.
Ова беше емисијата во Центар сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ви вечерва можете да проследите нашата телевизиска анализа на тема како Зоран Заев беше избран за лидер на СДСМ и што македонската јавност може да очекува од него кој лидер на македонската опозиција. Не се гледаме идниот петок во истото ова време. Пријатно вечер Македонија, каде и да си.